Најголеми климатски промени во државава се забележани во последниве 10 години. Најзасегнати се земјоделците и стопанствениците. Ова е заклучокот по дискусијата возможно е во организација на Програмата за развој на Обединетите нации, Министерството за животна средина и просторно планирање и платформата Климатски промени. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини изјави дека клучна е заштитата на шумите, бидејќи тие се белите дробови на државава. Според Аги Верес, заменичка на регионалната директорка за Европа и Централна Азија, секој еден мора да направи напори за да се намалат климатските промени. Дека климатските промени се видливи во голема мера присутни, потврди Нина Алексовска, представник од УХМР, која рече дека ако порано пред 80-тите години топлотен бран имало само периодично, од 1287 година па се до денеска топлотниот бран е појава секоја година. Ова, според учесниците, не е добра вест, особено за земјоделството, бидејќи земјоделците управуваат со 50% од земјиштето во нашата држава и користат 60 до 80% од водите. Предвидено е намалување на врнежите и повисоките температури го зголемуваат ризикот не само на квалитетот на производи, туку и опстанокот на самите земјоделци, и дека поради тоа многу е важно тие да се вклучат во овие политики за климатски промени. Претседателката на Националната федерација на фармери Васка Мојсовска истакна дека производителите на храна се загрижени. Според неа, секоја година тие се соочуваат со огромни штети предизвикани од мраз, град и обилни дождови. Ние фармерите, производителите на храна, сме најмногу на удар од климатските промени. За жал, последната декада имаме огромни проблеми со производството на храна, предизвикани од климатските промени. На луѓето им е се потешко производството на храна во било која гранка, затоа треба да се преземат конкретни мерки, конкретни чекори, за да немаме преголема загуба, а со тоа и на финансии на самите земјоделци на државниот буџет, предупреди Мојсовска.